Граѓани каснати од улични кучиња. Вакви пријави речиси секојдневно има во полициските билтени. Во главниот град честа е појавата на напад од кучиња скитници, а секојдневно се појавуваат и нови улични кучиња кои ги продуцираат луѓето. Односно, малите кудренца од домашните кучиња се оставаат на улица. Според евиденцијата на град Скопје, за 2,5 години активни се 144 судски предмети на граѓани поради напади од нерегистрирани кучиња и кучиња скитници. И во принцип секогаш се утужуваат и градот и јавното претпријатие. Износот на одштетата во пресудите изнесува помеѓу 60.000 и 120.000 динари, во зависност од обемот на настанатата штета и доказните материјали. Дали станува збор за претрпени физички болки, претрпен страв, претрпени душевни болки и нагрденост. Согласно законот, граѓаните може да побарат одштета од единиците на локалните самоуправи или од јавното претпријатие комунална хигиена, само во услови кога се нападнати од бездомно куче. Додека во друг случај, доколку бидат каснати од куче кое има собственик, одштетата се побарува од собственикот. Но најпрво граѓаните кои се каснати од улично куче треба да извадат лекарска потврда од здравствена установа како доказ, па да пријават во полиција, па потоа да тужат. Од комунална хигиена за Прва Скопска велат дека кај нив многу ретко се пријавува каснување од куче. Најчести пријавувања се за појава на агресивни кучиња или глутница, па екипите во најкусможен рок излегуваат на терен, но во координација со граѓанинот кој пријавил. Оттаму апелираат секое лошо однесување на кучињата да се пријави на телефонскиот број 3216 644. Според извештајот од јавното претпријатие комунална хигиена, во месец септември заловени биле вкупно 154 кучиња, од кои 134 биле стерилизирани, а 27 биле вдомени. Исто така подигнати биле и 53 мрши од кучиња.